Добар ден, гледате вести на Слободен печат. На полнок истекува рокот за пријавување на болните и немоќни лица за гласање на локалните избори 2025 на 19 октомври. На 14 октомври пак истекува рокот за пријавување на лицата кои сакаат да гласаат на изборите, ако издржуваат мерка куќен притвор. Според роковникот на Државната изборна комисија, избирачот кој не е во можност да гласа на гласачкото место, немоќно или болно лице, а сака да гласа на изборите, треба да ја извести општинската изборна комисија најдоцна 7 дена пред денот определен за гласање, а тоа е 10 октомври на полноќ. За да се овозможи лицето да гласа во домашни услови, до општинската изборна комисија треба да биде доставена соодветна медицинска документација. Немоќните или болни лица, лицата во куќен притвор, затворениците и лицата во старските домови гласаат во сабота на 18 октомври, еден ден пред денот определен за гласање на изборите. ВМРО, ДПМН и коалицијата ќе одржат средба со граѓани во Дојран, Валандово, Богданци и во Гевгелија. Караванот на СДСМ е во Сопиште, Брвеница, Ѓорче Петров и во Газибава. Кандидатот за градоначалник на град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, ќе одржи пресконференција во општина Киселавода. Кандидатката за градоначалничка на град Скопје од СДСМ и коалицијата, Каја Шукова, ќе даде изјава за медиумите во Стара Скопска чаршија. Лидерот на Левица, Димитар Апасиев, пратеничката Јована Мојсовска и носителот на листа Горан Велевски на средба со граѓани во Битола. Промоција на кандидатот за градоначалник на општина Газибава, предложен од Работничката партија Тоне Димковски во населба Ченто. Пресконференција на Движењето Слободни и независни и пресконференција на претседателот на ДУИ Арбер Адеми и кандидатот за градоначалник на општина Липково Еркан Арифи. И двете опции се отворени. Ако се оди на предвремени парламентарни избори, тоа најверојатно би било една година пред истекот на владиниот мандат, односно во 2027 година. Не брифира висок функционер на ВМРО ДПМН по изјава на премиерот Христијан Мицкоски дека предвремени парламентарни избори се сепак можни. Иако лидерот на ВМРО ДПМН игра топло-ладно кога станува збор за предвремените парламентарни избори, сепак власта одбегнува финална процена на оваа тема пред да биде познат исходот од локалните избори, односно резултатот на владиниот партнер Вреди, кој може да ги промени плановите. Мицкоски претходно категорички му порача на лидерот на ДУИ Али Ахмети да не се надава дека по локалните ќе има парламентарни избори, но вчера повторно ја актуализира можноста за предвремено соочување со граѓаните. Темата е на Мариела Трајковска. Почина 16-годишното момче кое со мотоцикл удри во џипот на пратеникот Јанчев од Левица. Сообраќајката се случи на 14 септември во село Марино во општина Илинден. Помеѓу патничко возило Hyundai Tucson со гевгелиски регистарски ознаки управувани од СЈ 36 годишен од Гевгелија и мопед управуван од 16 годишник од село Идризово. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобиле малолетникот и неговата 13 годишна сопатничка. Ни се удави надворешната политика. Поплава во МНР. Наредниот пат може ќе ни набават чамци и гуми за спасување. Ваков е коментарот на вработени во Министерството за надворешни работи по последната поплава што се случи на почетокот на месецов во зградата во која е сместена најрепрезентативната институција во државата. Протечена вода од покривот до подрумот, кофи, распоредени по ходници, пред лифтови, влажни ѕидови. Тоа е сликата што ги затекнала вработените во Министерството. Според нивните кажувања, за се е виновна настрешницата што се поставува на покривот, односно на терасата на зградата. Работите според дел од вработените се започнати уште во април, а веќе во мај биле прекинати и работниците сите дватројца не се појавувале. Барем нередовно, но за белјата да биде поголема, дупките што биле направени на отворената тераса на зградата за поставување на металната конструкција не биле добро заштитени, па се со последниот дожд на почетокот на месецов се случи тоа што се случи. Наместо да го користат интернетот како алатка за раст и напредок на луѓето во Македонија, тој најчесто им служи за разговори, видеоповици и следење на социјалните мрежи. Иако сме меѓу најактивните корисници на социјални мрежи и видеоповици, немаме многу ентузијазам за користење на интернетот за тргување, но ни за користење на глобалната мрежа за личен развој, покажува анализата на порталот Пари.
Речиси 90% од македонските граѓани, интернетот во 2024 година главно го користеле за телефонски и видеоразговори, а 76,9% одговориле дека примарно го користат за активности на Facebook, Instagram, TikTok и други социјални мрежи. Тоа е многу повеќе од европскиот просек, кој изнесува 75,3% разговори и 64,9% за социјални мрежи. Слично е и во другите земји од Западен Балкан, но за разлика од македонците, луѓето во регионот многу повеќе користат интернет и за пребарување разни производи и услуги, за банкарство и за онлайн продажба. Голем напад на Русија врз Киев. Жителите оставени без грејење и вода. Украинската престолнина беше во целосна темнина рано утрово, по големиот напад во кој Русија ја нападна инфраструктурата на Киев, прекинувајќи го снабдувањето со вода и енергија и предизвикувајќи пожар во висока стамбена зграда. Градоначалникот на Киев, Витали Кличко, рече дека руските сили ја таргетирале критичната инфраструктура и дека 9 лица се повредени, а 5 од нив се префрлени во болница. Сликите објавени на интернет покажаа станови во пламен, додека пожарникарите се преместуваа на позиција. Владата на Израел го одобри договорот со Хамас. Со ова се отвора патот за прекин на непријателствата во појасот Газа во рок од 24 часа и ослободување на израелските заложници во рок од наредните 72 часа. Договорот предвидува ослободување на израелските заложници во замена за палестински затвореници и постепено повлекување на израелските трупи од Газа. Денес зградата на израелскиот парламент, Кнесетот, е осветлена во црвена, бела и сина боја во чест на очекуваната посета на американскиот председател Доналд Трамп. Силен земјотрес со магнитуда од 7,6 степени денес го затресе јужниот филипински предел, принудувајќи ги луѓето да ги напуштат објектите. Издадено е предупредување за цунами. Првичните информации говорат дека има најмалку една жртва, а се прават проценки за повредени. Овој земјотрес се случи 11 дена по оној во кој загинаа 74 лица, а околу 72.000 остана без живеалишта на централниот филипински остров Себу. Литванија, Латвија и Естонија почнаа да изготвуваат планови за непредвидени ситуации во случај стотици илјади луѓе да почнат да бегаат од руско зголемување на бројот на војници или напад. Трите балистички држави долго време им кажуваа на другите земји членки на НАТО за своите стравувања од можна руска агресија, наведувајќи кибернапади, дезинформацијски кампањи и упади на руски воени авиони и беспилотни летала во последните месеци. И покрај тоа што Москва изјави дека нема планови да го нападне НАТО. Денеска ширум светот се одбележува Светскиот ден на менталното здравје. А оваа година темата е менталното здравје во хуманитарни вонредни ситуации. Овој ден беше започнат од Светската здравствена организација во 1992 година со цел да се подигне свеста за проблемите со менталното здравје и да се мобилизираат напори за подобро ментално здравје на луѓето. Светската здравствена организација потсетува дека нема здравје без ментално здравје, а оваа година кампањата се фокусира на итната потреба за поддршка на менталното здравје и психосоцијалните потреби на луѓето погодени од хуманитарни вонредни ситуации. Ова беше последната информација во вестите на Слободен печат за денеска. Повеќе вести ќе побарате на нашиот сајт slobodnpečat.mk. Благодарам на вниманието и на довербата.